Почитувана македонска јавност, за дискусија ни остана уште двајца предлог кандидати за уставни судии, доктор Саво Климовски и Љубомир Јовески. Бидејќи во моментов треба да дискутираме за предлог кандидатот Саво Климовски, јас би ги запрашала овде присутните тројца колеги од владеачкото мнозинство едно многу едноставно прашање на кое буквално целата македонска јавност го знае одговорот. Прашањето е: на што ве асоцира името Саво Климовски? Дали, колеги, може би ве асоцира на медицина, на вакцини, на сомнителни јавни набавки во време на ковид криза или може би ве асоцира на администратор? Не, почитувани колеги. Самиот поим Саво Климовски асоцира на истакнат правник. Ова се обидуваме да ви го кажеме во текот на сите наши дискусии по однос на точката за избор на уставни судии. До кога, без око да ви трепне, ќе ги кршите членовите 109 и членот 111 од Уставот на Република Македонија, кои се многу јасни и прецизни и велат дека функцијата на судија во Уставниот суд е неспојива со членување во политичка партија, а предлог кандидатите за уставни судии треба да бидат од редот на истакнати правници. Ние овде се изначитавме и изнагледавме секакви биографии на предлог од колегиве кои не говорат, освен биографии од истакнати правници. И намерно не велам, односно се изнаслушавме, затоа што нема кој да бекне за предлозите кои самите ги предлагаат колегите од власта. Немаме дебата, немаме реплики, немаме аргументи. Имаме само по 2-3 тројца, максимум 4 неми наблюдувачи на нашите дискусии, за кој знае дали и воопшто слушаат што зборуваме, а камоли да размислат или пак можеби и да прифатат било кој од нашите предлози за уставни судии. Затоа сме убедени, колеги, дека сте наумиле партизација на Уставниот суд. Тоа го потврдува и нашето жално 111-то место за корупција, со многу лоши оценки, меѓу другото и заради партизација на државните институции. Да, имавте кандидати кои можеби и дипломирале на правниот факултет, но без ниту еден стручен и научен труд, без апсолутно никаква пракса во правосудни или други органи кои се занимаваат со примена на правото, а таквите никако не можат да се сметаат за истакнати правници. Затоа се обидуваме да ве освестиме дека партиската послушност во никој случај не смее да биде посилен аргумент од член 109 и член 111 и посилен аргумент од Уставот на Македонија, кој налага уставните судии да бидат од редот на истакнатите правници. Гласавте против судии со долгогодишен, богами и децениски стаж во своите работни кариери. Гласавте против без дискусија и буквално со молчење ги браните вашите предлог кандидати, затоа што ви е непријатно да правите споредба помеѓу партиските послушници што ги предлагате и квалификуваните личности за да бидат уставни судии во Уставниот суд. И уште нешто ќе ве прашам. Што мислите? Какви ќе бидат одлуките на оние што ги изгласавте за да ви чуваат грб? Ние однапред знаеме какви ќе бидат нивните одлуки. Максимални казни за неистомислениците. Ете такви ќе бидат. Зошто? Затоа што избравте личности кои ниту се морално, ниту стручно соодветни за да бидат уставни судии. Тоа се личности кои значат неправда и личности чиј избор секогаш ќе асоцира на целосна контрола на власта врз Уставниот суд. За нив Уставот се пишува на бихачка. Како ќе кажат оттаму, така ќе си креваат рака. Нели треба да возвратат за кандидатурата и нивниот избор. Уставниот суд, почитувани колеги, е највисока институција на уставниот поредок на Република Македонија за заштита на уставноста и законитоста. Како таков,
Тој е институција sui generis и треба да биде независен од носителите на власт и моќ во општеството. Колку е навистина независен, верувајте и дечињата во градинките знаат. Спомнав веќе, ќе повторам пак. Според Уставот, член 109 став 4, судиите на Уставниот суд се избираат од редот на истакнатите правници. Се извинувам. Деновиве сите ја гледаме праксата од кој ред ги избирате и изгласувате кандидатите кои ќе бидат уставни судии во наредните 9 години. Токму заради ваквото ваше однесување имаме упад и контрола на судството. Имаме селективна примена на правото. Го осакативте македонскиот човечки капитал преку партизираноста на кадровската политика во институциите. Имаме судство по мерка на владеачката елита и така натаму, и така натаму. Изминативе денови буквално ги згазивте правниците како Родна Живковска, Тодор Витларов, Весна Јовановска, кои се со докажан професионализам, посветеност и одговорност работеле и се уште работат во оваа област. Замислете за сметка на некоја си Тања Васич без П од право. Па кој гледа критериуми, кој бара квалитет. Отворите втерчето и гласај за. Каков критериум, какво искуство, каква кариера. Ова се вашите реформи во човечкиот капитал. Затоа сомнежот кај граѓаните е оправдан. Затоа резултатите ни се поразителни, затоа владее тотална правна недоверба. Смислата на избор на уставните судии од страна на собранието треба да ја подразбира логиката дека само на овој начин, преку дискусии и изнесување на аргументите зошто и со што сметаме дека кандидатите што ги предлагаме заслужиле да бидат уставни судии. Пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ уште во првите 2 дена од комисиската расправа свативме дека на едната страна ќе има дебата, а на другата молк. Но не се откажуваме од дебатирање. Затоа што инсистираме јавноста да биде запознаена и затоа што јавноста мора да биде запознаена. Интенцијата ни беше самиот избор на уставните судии да биде предмет на јавна дискусија, од која како плод ќе произлезеше изборот на најквалитетните, професионалните и посветените кандидати. Но на што наидовме? Молк. Никаква дебата, едногласен избор по сопствена мерка на колегите од мнозинството. И што е најлошо, последиците од ваквото однесување ќе ги трпиме во наредните 9 години. И да се навратам на доктор Саво Климовски, иако сметам дека и воопшто не е потребно да се образложува биографијата, затоа што, како што кажав и на почетокот од мојата дискусија, самото име и презиме Саво Климовски асоцираат само и единствено на право. И тоа токму уставно право. Значи, доктор Саво е редовен професор на научната област Уставно право и политички систем. Дипломиран правник на Правниот факултет Јустинијан I. Магистер од областа на правно-политичките науки на Правниот факултет Јустинијан I. Доктор на правни науки на Правниот факултет при Универзитетот во Љубљана. Години не наведувам намерно, затоа што доктор Саво Климовски не е човек од редот на истакнатите правници на кои им биле потребни цели 8 години за да магистрираат. Всушност, пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ не ни предлага такви чудни кандидати, затоа што имаме образ пред граѓаните, совест и одговорност. Доктор Саво Климовски бил и редовен професор на научната област Уставно право и политички систем на Правниот факултет Јустинијан I. Член на македонската влада, декан на Правниот факултет Јустинијан I, председател на Собранието на Република Македонија, вршител на функцијата председател на Република Македонија. Што да кажам повеќе, колеги? Освен да ве потсетам уште еднаш дека ја гласавте Таќана Васич. Споредете ја, ако воопшто може по било што да се спореди
со доктор Саво Климовски. Автор е и на бројни монографии, средношколски и универзитетски учебници, меѓу кои само неколку ќе наведам, кои се однесуваат на уставно право. Уставен и политички систем, политиката и институциите, уставно уредување на Република Македонија, уставно право и политички систем. И овде ќе завршам, затоа што сметам дека изнесов и повеќе од доволно аргументи зошто доктор Саво Климовски е истакнат правник кој треба да биде уставен судија, со кој гарантираме дека ќе се гордее Уставниот суд и Македонија како држава. Колеги од мнозинството, за крај ќе ви порачам нешто. Не бидете како Стево Пендаровски и неговите постапки за Охридскиот пливачки маратон. Покажете барем трошка образ и совест и дајте поддршка на доктор Саво Климовски, затоа што и самите знаете дека ја заслужува. Вие сте на потек со вашето гласање, кое ќе биде за само неколку минути. Ви благодарам.